Благодарам, Александар. Токму отсутството на Милијана Киевски и на Кирил Божиновски, поранешниот министер за транспорт и врски, односно и поранешниот владин генерален секретар во владата на Груевски, беше одложено судскиот рочиш тектитаник за изборните нерегуларности, бидејќи тие се во Скопскиот истражен затвор во Шутка и оттаму не се спроведени до судот, бидејќи немало доволно време. Обвинителката Лиле Стефанова побара судскиот процес да му суди во отсуство конкретно на поранешниот премиер Никола Груевски, бидејќи тој веќе бегалец и даден во бегство, односно е недостапен за органите на прогонот и се наоѓа во Унгарија. Но сепак одбраната бараше поинаква одлука и во однос на тоа дека со отсуството на Груевски не би можело така да се суди процесот. Сепак тука предлагам да погледнеме изјавата од обвинителката Лиле Стефанова и во однос на барањето за Груевски да му се суди во отсуство и во однос на притворите на двајцата Милијана Киевски, односно и на Кирил Божиновски, за кој рече Стефанова дека тие според СЈО во исти начин и исти планови имале, рече се, за да се дадат во бегство на истиот начин како што се даде и Груевски. Кривичниот совет го одби нашето барање со наводи дека иако постои опасност од бегство, бегството може да го обезбедат со одземање на патната исправа и јавување на обвинетите еднаш неделно беше во тој период. Во меѓувреме обвинетиот Никола Груевски побара јавувањето во судот еднаш неделно да му биде заменето со јавување еднаш месечно, по кое барање ние дадовме мислење дека треба да биде одбиено како неосновано, меѓутоа Советот кривичен на судот го прифати и денес тој има јавување еднаш месечно. Сите овие услови беа една предиспозиција да се случи ова бегство. За појаснување, ова беше изјавата на Лиле Стефанова во однос на Никола Груевски во тој период кога беше донесена пресудата во случајот Тенк. Специјалното јавно обвинителство беше познато дека не побара притвор за поранешниот премиер Никола Груевски во однос на Јана Киевски и Божиновски. Лиле Стефанова, обвинителката од СЈО, не сакаше да открие какви се деталите и информациите со кои што располага обвинителството на Катица Јанева во однос на евентуалното бегство на Милијана Киевски и на Кирил Божиновски, кои што веќе се сместени во истражниот Скопски затвор во Шутка. За разлика од страна на обвинителката Лиле Стефанова, која бара да му се суди во отсуство на поранешниот премиер Никола Груевски, одбраната има поинаков став. Сметат дека треба постапката да биде раздвоена во однос на Никола Груевски, бидејќи според законот што се повикуваат адвокатите, не би било коректно да му се суди на Груевски во отсуство, бидејќи тој треба да е присутен во самата судница за време на судскиот процес. Во однос на приведувањето на Милијана Киевски на Кирил Божиновски, дел од адвокатите гледаат во политичка одлука. Да погледнеме изјавата на адвокатот Еленко Миланов и на Боро Тасевски. Адвокатскиот тим официјални информации нема. Нити за случувањата со господин Груевски, нити со случувањата со Милијана Киевски и Кирил Божиновски. Така што секој коментар би бил шпекулација некоја наша. Кога ќе добиеме официјални документи или официјални информации, сигурно дека ќе ги користиме и правните средства, а и ќе може да ги коментираме. Сите сте сведоци дека господинот Миле Јанакиевски, барем јас верувам дека беше присутен во судската зграда, ова новата или старата, повеќе од поголемиот дел на судиите кои што работат во судот, присуствувајќи на расправите во судот, што не може да се смета како основ за бегство или негово подготвување за бегство. Да се оди со некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е апсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски.
Во кривичниот суд за судењето од Титаник беа празнени 3 столчиња на обвинети, конкретно на поранешниот премиер Никола Груевски кој е во бегство во Унгарија, на Милјана Киевски, екс-министерот за транспорт, и на поранешниот владин генерален секретар Кирил Божиновски, кои двајцата се во скопскиот истражен затвор. Дали постапката за поранешниот премиер Никола Груевски ќе биде раздвоена или ќе му се суди во отсуство, судот ќе одлучи до 23 ноември, кога и продолжува судскиот процес за изборните нерегуларности Титаник. Во однос на да се навратам и тука на моментот на обвинителката, на изјавата на обвинителката Лиле Стефанова од специјалното јавно обвинителство, таа рече дека доколку има индици било какви, ново и вчера го кажа во гостувањето во Правда и неправда, токму специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, дека за било кој имат индици од дел од осумничените или пак обвинетите во постапките во судот, ако има индици да се дадат во бегство, веднаш ќе побараат притвор, но до овие моменти според изјавата последна на Лиле Стефанова, обвинителката од СЈО, нема такви индици за Сашо Мјалков, но според низината изјава, доколку имате како ќе побараат и за него притвор. Во тоа што можам да го кажам за одјава, дека пред почетокот на главната расправа обвинетата Гордана Анкуловска во изјава за медиумите рече дека не чувствува дека за нејзе ќе се побара притвор, бидејќи таа ги почитува мерките за предпазливост. Александар.